Добар ден и од мене за Ранковце, добар ден за ВМРО ДПМН, добар ден за победничката коалиција за обнова на Македонија. Благодарам што одвоивте дел од вашето време, еве денеска, во ова саботно после пладне, новие временски услови навистина се предизвикувачки што застанавте овде со нас да слушнете она што имаме да кажеме. Тоа многу ни значи. Ке ми дозволите да кажам неколку реченици на почеток за сите оние на кои што им го должиме она што денеска ние го живееме и во чие што име можеме да зборуваме, а тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН овдека при Општинскиот комитет во Ранковци. Ви благодарам за се она што го направивте и за Македонија и за ВМРО ДПМН. Истовремено сакам да се заблагодарам на сите членови, симпатизери, сите оние кои што поминаа дел од својот живот работејќи за ВМРО ДПМН и за Македонија. Голема благодарност до младите луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, дамите кои што се дел од Унијата на жени, се разбира и до сите оние политички партии кои што се дел од коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам за сето она кое што го направивте за Македонија изминативе години. Драги пријатели, ќе го започнам моето денешно обраќање со еден збор, би рекол една реченица, која што ја слушнав од еден мој пријател кој што е родом од Македонија, но живее надвор од Македонија и која што ми ја кажа пред неколку дена. Вели, Христијан, за вас во Македонија СДСМ и Зоран Заев се вистински кошмар за македонците, но затоа пак се најпосакуваниот сон за сите ваши соседи. И доколку си го поставите прашањето зошто е такво чувството на нашите кои што живеат надвор од Македонија, тогаш лесно ќе дојдете одговорот, бидејќи интересите на македонскиот народ, на нашите сограѓани, без разлика на нашите етнички и верски разлики, е секогаш на дното на приоритетите на Зоран Заев и ова раководство на СДСМ. Практично е на дното на приоритетите интересот за Македонија. И така беше изминативе нешто повеќе од 3 години, затоа што ниту во еден момент, ама буквално ниту во еден момент не покажа ниту елементарен интерес, ниту пак елементарно чувство за македонците и за Македонија. А дека тоа е така, јас ќе се обидам во неколку примери тоа да го покажам. Сведоци сте вие дека изминативе нешто повеќе од 3 години во Македонија нивото на корупција, нивото на криминал е буквално највисоко од историјата до сега, од независноста до ден денешен. За понижувањата, омаловажувањата, срамот, наведнатата глава, свитканата кичма се практично наше секојдневие. Срамот кој што е резултат на однесувањето на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев буквално сведочиме секојдневно. Но ајде да започнеме да ја анализираме матрицата на СДСМ кога тие се на власт. Односно кога имаат можноста да управуваат со владата на Македонија. Таа е содржана, драги пријатели, во 4 чекори. Првиот чекор е секогаш без исклучок национално понижување и срам. Вториот чекор е секогаш без исклучок многу криминал, многу корупција. Третиот чекор е лага, секогаш без исклучок лага, ќе дојдат овде, раката на срце, ќе ви зборуваат помалку или повеќе за жицата, па за нивното семе кој што го бараат изгубени низ времето, па талкаат низ тоа време и така натаму, но без исклучок таа лага ви ја кажуваат за да добијат симпатија од вас. И конечно на крај, она кое што им преостанува е да го заробат обвинителството, да го заробат судството, а преку заробеното обвинителство да можат да се пресметаат со политичките неистомисленици и преку некоја трас судска одлука да се амнестираат за неправдите од минатото. Од прилика во овие 4 чекори секогаш функционирале владите на СДСМ. И ќе почнам од првата. Првата влада на СДСМ започна
со тоа што не убедуваше, исто како и денеска, 25-6 години потоа, буквално истите реченици ги слушавме. Само требаше да се откажеме од тогашното наше македонско знаме, што го има оној млад господин на својот грб. Тогаш требаше само да се откажеме од тоа знаме и ни ветуваа европска иднина, повеќе пари, подобар живот, буквално се ни ветуваа. Дека сите наши проблеми ќе исчезнат, само требаше да се откажеме од нашето национално државно македонско знаме и тогаш дојде на ред она позната времена референца поранешна. 25 години потоа истото ни го ветуваат. Кога зборуваме за плячката, криминалот, ќе ве потсетам на онаа криминална транзиција од тоа време, кога нашите родители буквално разочарани со солзи во очите доаѓаат дома и им беше непријатно да не погледаат во очи, гледаат во една точка во зидот, сите од нив прогласени за технолошки вишок, и мака мача како да го поминат месецот, кој да ги плати сметките за нашето школување, на нашите браќа и сестри, воопшто и да не стануваше збор. Тогаш ќе ве потсетам, се случи и онаа голема плячка, кога практично се плячкосуваше се што е останато. Ќе ве потсетам на тат, кога народот се плячкаше, и ќе ве потсетам на оној министер во тренерки кој што доаѓаше и во кеси изнесуваше пари од таа штедилница. Втората генерација на СДСМ исто така донесе големо национално понижување и срам кога се делеше и парчеше Македонија со онаа територијална нова распределба, кога македонците станаа граѓани од вторет во сопствената држава, кога многу наши сограѓани прераснаа во гости во своите домови. Тога се случи исто така еден голем, огромен криминал, огромна плячка, кога се делеат тендери за оние тенковски делови, ако се сеќавате, кога милиони се крадеа за провизии од народот. За оваа трета генерација немам ништо да зборувам, бидејќи се некако сета неправда, си од срам, си од криминал и плячка која што се случуваше овие повеќе од 3 години, остана спакувана во една Луи Витон чанта. Ако добијат четврта шанса, тоа секаде го зборувам последните денови. Буквално секаде го зборувам. Доколку и по некоја теоретска можност добијат четврти пат шанса да управуваат со владата, тогаш она што ќе биде на масата пред коалицијата СДСМ-БЕСА е Македонија. Во прв чекор федерализација, а во втор чекор и нејзино комплетно уништување. Да биде кажано, да не остане некажано, да не биде дека ова било само во главата на ВМРО-вците. Истото тоа беше и во 2016 година и тогаш дел од нив не убедуваа, тоа е во главата на ВМРО-вците, само немаме намера ниту тиранска платформа, ниту да менуваме устав, ниту пак да спроведуваме криминал. И тогаш предупредувавме, и денеска предупредуваме. Сега, секој оној кој што овде во општина Ранковци ќе одлучи на 15 јули да заокружи за Љупче, Николовски и СДСМ, треба да е свесен дека на тој начин заокружува за уништување на Македонија. Секој еден кој што ќе заокружи треба да знае дека заокружува за целосно уништување на Македонија. Но јас сум убеден дека до тоа нема да дојде. Убеден сум во една огромна победа која што се чувствува уште во првиот народен собир на овие предвремени парламентарни избори од Охрид, па еве денеска завршувајќи со овој народен собир овде во Ранковци. Убеден сум во една историски најголема победа која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, која што ќе се случи на 15 јули. И на тој начин овие политички измамници ќе немаат можност да го спроведат коалициониот договор помеѓу СДСМ и БЕСА. Убеден сум дека до тоа ќе дојде. Но затоа ќе дојдат овде, претпоставувам ќе поделат по некој пакет, ќе понудат по нешто дека помагаат,
мислејќи дека на тој начин ќе тргуваат со поддршката на жителите во Ранковце, дека на тој начин ќе добијат милост. Но јас сакам да ви упатам една порака, драги пријатели. Слободно земете им се, буквално се. Се што ќе ви дадат, земете им, тоа се ваши пари. Тоа се пари украдени од народот. А потоа завртете им го грбот, покажете им го тилот и заедно на 15 јули масовно да излеземе, да го заокружиме бројот 14 пред името на Игор Јанушев и на тој начин да ги пратиме на срамната страна на политичката историја. Бидејќи овие политички измамници ништо повеќе не заслужуваат. Ке дојдат, драги пријатели, и ке ви кажуваат дека можат да направат подобро, дека можат да направат повеќе, но каква е вистината? Наместо да уживаа во привилегиите кои што се платени со народни пари, со ваши пари, требаше малку повеќе да работат. Но тие ниту знаат, ниту пак умеат да работат. Тие се останати заглавени во некои минати времења, се уште зборуваат за режим, а повеќе од 3,5 години се влада во Македонија и наместо да го донесат оној бројчаник кој што театрално го поставија во центарот на Скопје, наместо да ги донесат оние, се сеќавате, ке вртел бројчаникот милиарди кои што се украдени од народот, тие денеска стана први пријатели кои што ги нарекуваат до вчера дека се режим. Сега тие се нивни верни слуги и најлојални коалициони партнери. Ете, во таква денешна реалност живееме. Од правдата ниту правда, ниту мир. Сето она кое што за нив некогаш символизираше режим, во кој што се останати заглавени, денеска го претворија во хибриден режим. Светските скали кои што го мерат однесувањето на владата во една држава, оваа влада предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев ја претворија во хибриден режим. Ја прогласија во хибриден режим. Отприлика во таква реалност ние денеска живееме. Отприлика за таква реалност ние денеска зборуваме. Затоа, драги пријатели, Игор го спомена тоа, јас сакам да го повторам. Ние предлагаме уште во првите 100 дена да биде донесен закон со кој што ќе биде испитано потеклото на имот на сите политичари. Секој политичар да има можност да покаже и докаже од каде потекнува неговиот имот. И јас велам, еве од мене, ќе почнеме од мене, од моето семејство и од мене ќе почнеме да докажуваме и покажуваме како е стекнат имотот. Тој кој што ќе не може да покаже и докаже од каде и на кој начин го стекнал имотот, за него следи закон и за него следи одговорност. Затоа, почитувани пријатели, драги жители на Ранковци, кога зборуваме за обновата, ние зборуваме и за систем на вредности. За поинаков систем на вредности од оној кој што денеска е реалност во нашата Македонија. Ние зборуваме за трудолюбивост, зборуваме за чест, зборуваме за достоинство, хуманизам, работливост, патриотизам. Тоа е оној систем на вредности кој што секој од нас го поседува, но некако имам чувство како со време да се изгубија тие вредности. Денеска на сосед врти глава, како да се отугивме. Престанавме да се посетуваме еден на друг, да си подаваме рака кога е најтешко. Некако како со годините да ги изгубивме овие вредности кои што длабоко секој во нас ги носи, секој македонец, секој наш сограѓанин кој што споделува иста реалност како што и ние споделуваме. Затоа кога зборуваме за обновата, зборуваме и за овие вредности. Јас стојам овде пред вас и се обврзувам и ви ветувам дека нема никој повеќе никогаш
да владее со народот и со Македонија. Туку оној кој што ќе има чест да управува со владата, ќе работи заедно со народот и во интерес на народот. Заврши времето на политичари и елитисти. Денеска секој оној кој што се придружил на обновата е свесен дека овде заедно со народот ќе седи и секојдневно ќе разговара и заедно со народот ќе ги креира политиките кои што ќе ги испорача идната влада. Нема веќе дебели кожни фотели, црвени персиски килими, лимузини, климатизирани, финансирани од народни пари. Заедно со народот на терен и да си обновиме Македонија. Јас сум убеден во една огромна победа која што ќе се случи на 15 јули, но на 16 јули веднаш заедно да ги завратиме ракавите, да ги засукаме ракавите и да си обновиме Македонија. Тоа го предвидовме во нашиот проект обнова, во нашата читанка на 360 страни. Таму ќе најдете повеќе од 1000 проекти, политики, мерки, буквално повеќе за секога. Таму ќе најдете како да дојдеме до за 25% повисока просечна плата во еден мандат. Како до 20% поголема пензија во еден мандат и враќање на старото законско решение кога пензиите растеа 2 пати годишно. Таму ќе најдете како до бесплатни студии во учебната 2020-2021 година за студентите на државните универзитети. Таму ќе најдете како до еден универзитет во првите 1000 во светот. 0% за работодавач кој што ќе вработи човек со возраст до 29 години. Најнизок данок во Европа од 8%, како што досега нема никаде. Таму ќе најдете политика како државата ќе субвенционира 50% од трошоците за нова термоенергетски ефикасна фасада за потопол дом и помали трошоци. Бесплатен приклучок за газ за секое домакинство. 640 милиони евра субвенции за земјоделците. Нов иновативен начин за откуп на земјоделскиот производ. Достоинствено и честно да биде платен трудот на земјоделецот. Да не ни се случува она што денеска се случува во Ресен, кога се сечат јаболкниците, а јаболката се истураат во коритата во реките, затоа што нема кој да ги откупи. Пелагонија е неожнеана. Во Ресен се истураат, во Росуман се истураат кајсиите и праските по улиците. Пијаници малешевијата нема кој да ги откупи сливите. Во Кочани и Кочанско оризот остана само на неколку ниви, другите негини сеат затоа што нема кој да го откупи по достоинствена цена. Во Тиквешијата лозарите буквално не знаат крај со крај како да затворат павелат. Ова што денеска се случува, се сеќаваат на нас само пред избори. И во Муртино дури, родното место на господина Зоран Заев, луѓето се незадоволни бидејќи нема кој да ги откупи доматот, краставиците, пиперките, зелката. Многу ниви останаа непосеани, многу полиња останаа неожнеани. Таква е реалноста што денеска ја споделуваат земјоделците. Многу реформи во правосудството, нов пристап во здравството, фокус на превенцијата, фокус на инвестиција во здравствениот кадар наместо доктори кои што ги полнат клиниките во Западна Европа. И уште многу други проекти. Можам да зборувам уште многу, но тука ќе завршам, имајќи и предвид условите кои што денеска се случуваат овде поради топлото време. Сакам да ве замолам на 15 јули да излеземе масовно, да го заокружиме бројот 14 пред името на Игор Јанушев. На тој начин заокружуваме за онаква Македонија каква што сакаме да биде. За онаа Македонија за која што заеднички сонуваме. Сосема на крај, ќе ми дозволите
да упатам една порака до вас. Победува обновата. И тоа се чувствува уште на почетокот од оваа кампања. Победува со огромна разлика. Затоа радувајте се, луѓе, вратете ги на смевките на вашите лица. Останете ми здрави, бидејќи само здрав човек може да направи се. Да ни е вечна и вековита Македонија, Ранковце, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце.